Добар ден и срдечно добре дојде во новото издание на Автомагазин. Веќе претпоставувате што ќе ви представиме во оваа емисија, односно кој рапорт ќе ви го донесеме од светот на четирите тркала. Тоа е Opel Insignia, втората генерација на лимузината која ни доаѓа од Руселскај, која е продадена во повеќе од 980.000 примероци. Но на Opel Insignia ќе се вратиме при крај на денешното издание. А сега проследете ги останатите новитети за ова издание на Автомагазин. Континентал, како еден од водечките производители на пневматици, постојано тежнее во развојот да ги оптимизира сите нивни карактеристики. Фокусот секако е на безбедноста и возните својства, но се подобруваат и удобноста во возењето и економичноста во потрошувачката на гориво. Со новата генерација пневматици Premium Contact 6, која Мотоцентар деновиве ја представи на македонскиот пазар, е постигната успешна комбинација на наведеното. Плюс на се, со нив може да се помине и до 15% поголем број километри без да ги загубат карактеристиките. Во гамата на Континентал ќе ги замени досегашните Премиум Контакт и Спорт Контакт серии. Тоа значи дека ги има нивните најдобри својства, дополнително подобрени со новите технологии. На пресконференцијата ни беше истакнато дека посебен предизвик представувало развивањето решенија кои овозможуваат врвни перформанси со постигнување напредок и кај другите параметри. Затоа и се горди на применетите иновации, како кај смесата и самата конструкција на пневматикот, така и кај дезенот на неговиот газички слој. Достапниот асортиман вклучува 70 на различни димензии за тркала од 16 до 21 инч, наменети за широка гама автомобили од оние од компактната класа преку премиум лимузините до спортско корисните возила. Како производител и на системи за возилата, Континентал ги спојува искуствата од двата сектора во кои е светски познат. Затоа и важи за еден од клучните добавувачи во автомобилската индустрија кој одвојува големи средства за развој и истражување. Што туку завршениот Женевски мотор шоу остави длабока трага врз љубителите на автомобилите, а остави исто така и длабоки импресии врз нас. Во ова издание ќе ви ги прикажеме новитетите кои не можевме да ви ги прикажеме достојно, како што се, например, моделот Bugatti Chiron. Исто така ќе имаме уште еден ултраспортист Porsche 911 GT3, а на тест ја имавме и новата Opel Insignia. Но почнуваме со електричните возила. Неодамна Peugeot најави дека својот модел партнер Типи ќе го електрифицира, па еве што донесува електрификацијата на овој популарен модел. Една од пролетните премиери на Peugeot беше електричната верзија на патничкиот Типи партнер. Во неговата лична карта стои дека има место за 5 патници и дека е направен за сите оние кои се загрижени за еколошката иднина на планетава. Автономијата со едно полнење на батериите му изнесува 170 км, но од Peugeot испаднаа честни и кажаа дека е наменет за оние возачи кои во просек дневно поминуваат помалку од 60 км. Ги има истите практични вредности како и стандардната изведба, пространна едноволуменска внатрешност, прилагодлива за превоз на патници или поголеми предмети. Седиштата му се единечни, од кои задните 3 може да се извадат, со што се добива товарен простор од 3 кубни метри со рамен под. Особеност на електричната верзија е што овозможува далечинско контролирање на некои функции на возилото. Например, вклучување на греењето или климатизацијата во кабината и проверката на наполнетоста на батериите. Покрај тоа, заради фактот што нема менувач и спојка, трошоците за одржување му се помали за околу 30%. Батеријата има гаранција од 8 години или 100.000 км, а електричниот погонски склоп 5 години или 50.000 км. Сервисните интервали се поставени на 2 години или 40.000 км.
Јасно, при сервисирањето не се менуваат маслото, антифризот и сличните нешта, бидејќи партнер типи електрик ги нема. Дури и сопирачките помалку се трошат затоа што енергијата се регенерира. Севкупно, од Peugeot проценуваат дека трошоците по поминат километар се за 4 пати пониски отколку со неговите изведби со мотор со внатрешно согорување. Освен еколошкото, овој модел има и судбинско значење за PSA групата. Имено една од стратегиите за идното интегрирање на Opel во новото семејство е германската марка да се посвети на електричните возила. Согласно претходниот договор, идната генерација на партнер Berlingo и Combo ќе бидат заедничка за трите марки. А како ќе ја користи PSA EMP2 платформата, употребена уште и кај 308, 3008 и другите модели со слична големина, јасно е дека ќе биде основа за електрификација на поголем дел од идната француско-германска гама. Ако мислевте дека светот е во криза, длабоко се лажете. Бугати не може да постигне да ги собере парите од нарачките за ултраскапиот Кајрон, од чие лимитирано производство половина се распродаде уште пред да започне да се продава. Имено, со разлика од само еден ден, францускиот производител на хиперавтомобили ни испрати две соопштенија. Едно, дека се извршени првите испораки на купувачите на Кајрон, а второто, дека до фабриката досега пристигнале 250 нарачки, што е точно половина од планираното производство. И тоа само за една година, откако лани за прв пат го видовме овој 16-цилиндричен ѕвер со основна цена од 2,4 милиони евра. Предходникот му Вейрон за една декада беше произведен во 450 примероци. Новата цена на почетокот беше 1 милион, а постигнатата просечна 2,3 милиони евра. Животниот век предвиден за Кајрон е планиран да трае 8 години. Според некои проценки, Бугати од секој продаден Вейрон губеше меѓу 4 и 6 милиони евра заради енормните трошоци и долгото време за развој. Кај Кајрон пак, иако ја има неговата конструкција, 92% од компонентите се нови или ревидирани. Не случајно Chevrolet Camaro е една од водечките автомобилски икони во Америка. Спортските карактеристики му се вградени во гените, а тркачките се добиваат по желба. Бидејќи луѓето имаат многу желби, Chevrolet подготви мноштво различни изведби на Camaro. Една од нив е тркачки ориентираната ZL верзија, која на тестирањата достигна брзина од 326 км на час. 650 конскиот компресорски мотор од Corvette го направи најмоќен Camaro направен било кога. Со ексклузивните технолошки додатоци, тој е и најсофистицираниот, а со перформансите најспособниот. Но за некои ни тоа не е доволно, па Chevrolet подготви специјален пакет за подобрување на неговите тркачки карактеристики. Означен како 1LE Camaro, со него поставува нови стандарди. Тркачкото ослонување, подобрената аеродинамика и ексклузивните додатоци, како што се Goodyear Eagle F1 пневматиците, прогресивно ги зголемуваат перформансите до екстремни нивоа. Од General Motors тоа го илустрираат со 3 секунди подобро време по круг на нивната тест патека. За задоволството да биде комплетно, овој пакет ќе биде понуден за сите V6 и V8 верзии на Camaro. Ќе започне да се продава подоцна годинава, а цените не се објавени. Camaro ZL1 без него чини нешто повеќе од $63,000. Како контраст на врелината на новиот Leon Cupra, Seat во овие први денови на пролета ни сервираше снежно видео. Предизвикувачи на 300 конскиот атлет беа 6 хаски кучиња кои на метар дебели од мраз на едно езеро во Лапонија покажаа што умеат.
Истото се обиде и шпанскиот тркач Хорди Жене, кој умно ја избра караванската ST верзија со погон на сите тркала. Сепак, ни тоа не беше доволно да им се спротистави на вистинските владетели на Северниот пол. Познати по својата издржливост, овие кучиња дневно може да поминат по 130 километри и тоа влечејќи секое по 30 килограми товар. Идеална температура за нив е меѓу минус 10 и минус 25 степени, а постигнуваат брзина до 40 км на час. Сепак, доколку нас не прашувате, ние попрво би се одлучиле за медитеранското сонце. Новиот Porsche 911 GT3 е еден од последните бранители на старата автомобилска школа. Се на него е подредено на чувството на брзината, почнувајќи од 4-литарскиот атмосферски мотор. Тежината од 1430 кг се лесен залак за неговите 500 конски сили, кои го катапултираат до 100 за 3,4 секунди. Кај ваков автомобил, максималните 320 км на час се од споредно значење. Побитно е како се постигнуваат. Затоа и од Porsche одлучија, освен со 7-степената PDK трансмисија, оваа генерација на 911 GT3 да биде понудена и со 6-степен мануелен менувач. И тоа како што се зборува без доплата по иста цена од 152.416 евра. Црвеното поле му започнува на 9000 вртежи во минута, а системот на управување делува и на задната оска. Растојанието од асфалтот е намалено за 25 мм, а подвозието доработено за тркачка динамичност. И аеродинамиката е во служба на тоа, посебно големо задно крило направено од карбон. Во кабината се среќаваат управувачот од 918 Spider и модифицирани спортски седишта, кој сака ќе може да си доплати за нивно електрично подесување во 18 насоки или пак за школкасти седишта од јагленородни влакна. Традиционално Porsche 911 GT3 се произведува само како двосед. Просторот каде назад се седиштата кај другите верзии е покриен. Колку овој модел е ценет, најдобро покажува тоа што еден колекционерски примерок од 2011 година со поминати само 134 милји, неодамна на аукцијата во Америка се продаде за апсурдни $750,000. Во целиот наплив новитети за сегашноста и студии за иднината, еден настан од минатото помина скоро незабележан. Точно пред 70 години Енцо Ферари низ улиците на Маранело се провози со првиот автомобил што го носеше неговото име. Тоа беше моделот 125S, конструиран од Джоакино Коломбо. Имаше 12-цилиндричен мотор, но немаше каросерија. Енцо всушност возеше само шасија. Официјално дебитираше во мај на тркачката патека во Пјаченца со Франко Кортезе за управувачот. По повод 7-деценискиот јубилеј е подготвена специјална изведба на Ла Ферари Аперта, која символично се сретна со него пред капијата на фабриката. Во текот на годинава ќе бидат организирани низа настани во 60 земји ширум светот, а кулминацијата ќе биде на почетокот на септември во Италија.
Да се излече детска насмевка нема цена. За британскиот производител Rolls-Royce парите не се проблем, а вработените не го штедеа ни својот труд за една ваква благородна задача. Креирајќи минијатурен автомобил за децата кои чекаат на операција во една специјалистичка болница, тие ја извлекоа насмевката на нивните лица на волшебен начин. Како и секој Rolls-Royce, и овој е рачно направен со многу љубов. Ги има сите детали како и големите автомобили од марката. Дури и презентацијата му беше во истиот стил, со доста гламур. Се движи на струја и може да постигне 16 км на час. Од Rolls-Royce велат дека за неговото создавање им биле потребни 400 часа од своето слободно време. Инспекцијата ја извршија самите клиенти, децата, кои пред испораката беа поканети во фабриката на кратко тест возење. Acura реши својот најскап кросовер MDX да го направи уште поскап. Додавајќи му хибриден погон, цената на годинешниот новитет на марката се искачи на $52,000. За погонот се задолжени 3-литарскиот VSS агрегат и 3 електромотори со заеднички 321 коњска сила. 7-степената трансмисија со двојна спојка ги задвижува сите тркала преку 4 режима на возење. Во поглед на економичноста не се истакнува многу со просечните 8,7 литри на 100 километри, но сепак треба да знаеме дека се работи за 5-метарски кросовер тежок 2 тона. За безбедноста на патниците се грижи над просечно ниво електроника, а за удобноста богато опремениот интериер и активната амортизација. Дизајнот му е таков каков што е, но на американците им се допаѓа. Впрочем, Acura MDX е најпродаван луксузен кросовер со 3 реда седишта на сите времења. Подобро продаван од него е само Lexus RX, кој има место за 5 патници. Се произведува во 2 фабрики на Honda во Америка, а продажбата ќе му започне овој месец. Mitsubishi е име кое е врежано во историјата на теренските возила, но во последно време конкуренцијата го стигна и престигна. Како мал производител ги нема нивните ресурси, но затоа умно ги распоредува. Резултатот е новиот Eclipse Cross, кој освен името нема многу заедничко со славното купе од 90-тите години. Освен една работа – спортскиот изглед по вокација. Овој кросовер во понудата на Mitsubishi ќе се смести меѓу ASX и Outlander. Дизајнот му инспириран од XR PHEV концептот, а го карактеризира купеовскиот спуштен покрив, агресивно излечениот преден дел кој изгледа заканувачки во себе ке вдоми по еден бензински и дизел мотор и двата нови. Бензинецот ќе има 1,5 литри и директно впрскување, а дизелот ќе биде со 2,2 литри работна зафатнина. Во некое идно време ќе се појави и хибридната верзија, а дотогаш сите тркала ќе се задвижуваат преку CVT трансмисија или 8-степена автоматика. Внатрешноста му е модерна со квалитетни материјали и исполнета со современи технологии. Меѓуоскиното растојание од 2,67 метри е исто колку и кај ASX, но затоа од него е подолг за 11 сантиметри. Во продажба во Европа се очекува на есен. На списокот за освојување уште се и Јапонија, Северна Америка и Австралија. Новата генерација на Insignia има тешка задача. Претходничката е продадена во 900.000 примероци и не помина на пазарот онака како што планираше Opel.
Сега, втората генерација на Insignia е поставена на потполно нова платформа, носи потполно нов дизајн, има многу повеќе простор во внатрешноста и голема палета на мотори како и на опременост. Она што избегнуваа од таборот на Opel да ни го кажат е цената. Ние мислиме дека таа би требало да биде околу 25.000 евра со сите давачки во Македонија. Наскоро Insignia пристигнува во Македонија, а додека ја имаме на домашен терен, погледнете ги нашите импресии од Insignia кои ги добивме на возењето низ Хесен. Во времето кога милиони купувачи мигрираат кон спортско корисните возила и големите лимузини, фамилиарните автомобили почнаа да паѓаат на топ листите на продажбата. Сепак, сегментот D се уште не се предал и има што да каже. Неодамна Opel ја представи Insignia Grand Sport и Grand Sport Tourer. Во основа исти модели, тие се разликуваат каросериски и димензиски. Првата има 4, а втората 5 врати. Надежите на Opel се да се приклучи на премиум моделите како што се Audi A4 и BMW серија 3, но и да се соочи со традиционалните конкуренти Volkswagen Passat и Ford Mondeo. Insignia е поставена на новата платформа која дозволи димензиите да нараснат до 4,9 метри во должина, што е многу блиску до Mercedes E-класа, позициониран во класа погоре. Зголемено е меѓускиното растојание, со што е понуден поголем простор во внатрешноста, особено на задната клупа. Кога зборуваме за визуелниот впечаток, новиот дизајн се истакнува со големата решетка на ладилникот, стилизирани дневни лед светла, купеовска контура и сосема смирен заден дел. Производ е многу подопадлив изглед во однос на претходната генерација, но сепак нема јасна определба дали тежне кон 4-вратно купе или класична лимузина. Дизајнот на внатрешноста ќе му биде познат на секој што барем влегол во новата Астра. Иако технички е нов дизајн, има многу слични елементи со компактот како што е воланот, контролите за мултимедијалниот систем и многуте инструменти. Она што мене посебно ме радува е фактот што се избегнати многу копчења во разни форми, како што беше кај претходничката. Сега има доволно прекинувачи, а поголемиот дел од функциите се командува преку голем екран осетлив на допир. Квалитетот на материјалите е добар, како и нивото на завршна обработка. Багажниот простор има рамни површини и капацитет од 500 кај седанот и 590 литри кај верзијата со 5 врати. И двата се сосема доволни да се стават многу торби, дури и велосипед. Во портфолиото на новата Insignia има прагматичен избор на мотори. Новодизајнираниот 1,5 литарски турбобензинец испорачува 140 коњи, додека добро познатиот дволитарски турбаш дури 260 коњски сили. Регалот на дизелаши го пополнуваат од 1,6 литрен со 110 коњи до 2-литарски со 170 коњски сили. Тест возењето го започнав со најновиот мотор, кој воедно е најмал по зафатнина. Велат дека дизелите полека, но сигурно одат во заборав, а тоа го најавуваат не само електричните и хибридните возила, туку и се поголемото усовршување на бензинците, кои со намалување на зафатнината, помошта од турбополначи и зголемената економичност повторно ги вртат рефлекторите кон себе. Токму таков е 1,5 литрениот турбобензинец. На изглед со скромни можности, тој пријатно ме изненади со неговите манири. Од овој мотор не може да се очекуваат спортски перформанси, но линеарни забрзувања, лесно одржување на брзото темпо на автопат и тивко работење секако. Тој е спарен со 6-степен мануелен менувач, чија симбиоза овозможува економични резултати. Просечната потрошувачка во текот на извозените 130 км не ја надмина границата од 7,8 литри. За оние кои се навикнати на катапултски забрзувања, динамични перформанси и список на врвна техничка опременост во автомобилот, секако е врвната изведба со дволитрениот турбобензинец од 260 коњи.
Тестираниот примерок имаше и погон на сите тркала, а вториот дел од маршрутата како нарачан за такво возило. Изведбите со погон на сите тркала се опремени со векторирање на вртежниот момент, а самиот мотор е впарен со 8-степен автоматски менувач. Ваквиот спој прави возачот да се почувствува повторно роден. Извонредни забрзувања, одлична интеракција на сите технички склопови, прецизно управување и електроника која секој момент ги надгледува сите дејствија на возачот. Уживањето ќе беше многу поголемо, доколку звучната изолација ќе дозволеше во кабината посилно да навлегува рикањето на моторот или резонантниот звук од издувите. Мој заклучок е дека Insignia, иако нуди моќни мотори, дека е ориентирана на сериозни семејни и флотни купувачи кои сакаат да имаат моќни мотори поради имиџ и чатал, а не да го цедат максимумот од нив. Без оглед дали се наоѓа во изведбата со најмалиот или најголемиот бензински мотор, чувството на лесно движење, удобност и безбедност беше исто. Не издржав, а да не направам неколку силни провокации. Сепак заклучокот остана ист. Insignia е добра за возење во сите услови и сценарија. Возачката позиција е комфортна и ергономска, може да се адаптира на возач со било какви пропорции, а седењето е ниско, но видливоста напред е добра. Препорачувам сензори за паркирање, бидејќи не можам многу афирмативно да се изразам кога се вози наназад или паркира. Opel се потруди да обезбеди извонредно долга листа на сериска и дополнителна опрема. За жал се уште не ја знаеме почетната цена, но се шпекулира дека нема да биде драстично повисока од цената на адекватната верзија на претходната генерација. Возењето на Opel Insignia е извонредно искуство, без оглед дали се вози најслабиот бензински мотор од 1,5 литри и 140 коњи потполнокна со турбополнач или пак најсилниот бензинец од 240 коњи и погон на сите тркала. Но возбудата што се однесува до Opel е уште поголема, бидејќи Автомагазин имаше чест да се запознае со сите останати 6 новитети кои ќе дојдат во 2017 под значката на Opel. И она што можам да го кажам е дека не чека извонредно возбудлива година со молњата од Руселска. Тоа беше се што подготвивме за ова издание на Автомагазин. Срдечен поздрав, до следното гледање за 7 дена. До гледање.